Почитувани во пресцентарот на МИА во Штип е универзитетскиот професор Страшко Стојановски. Благодарам на поканата. Секогаш задоволство. Имавте интересно истражување, го презентиравте минатиот месец. Имавте интересна компарација од пред 5 години. Станува збор за матурантите, дали се заинтересирани да студираат на државни универзитети или да се иселат, односно да продолжат на некој странски универзитет. Што покажаа последните истражувања и за колку региони се офатат? Да, вака, ова истражување е дел од поголем проект кој што го работиме на правниот факултет, заедно со дел од колегите и со студенти кои што се инволвирани. Се однесува на млади миграции и образование. Инаку проектот го спроведувавме, како што веќе спомнавте, и пред 5 години. Сега имаме лонгитудинални на некој начин истражувања, односно го повторуваме пешалникот со мали дополнувања и можеме веќе да согледаме некои податоци и одредени тенденции, иако е премногу рано, би рекол, бидејќи имаме само 2 вакви истражувања. Имавме уште едно истражување кое што се однесуваше на миграции, доколку се сеќавате минатата година го презентиравме. Тоа е општи ставови на млади по однос на прашање на миграции, а ова истражување се однесуваше на образовна мотивација за миграција на младите во прв ред и се однесуваше на матуранти, односно на ученици во 3-та и 4-та година, да бидам попрецизен, во средните училишта од 4 плански региони. Најголем дел од училиштата беа офатени, значи тоа се 20 на средни училишта од 13-14 градови во овие региони, почнувајќи од североисточниот, источниот, југоисточниот и поврдарскиот плански регион. И можевме да согледаме одредени тенденции кои што, реков, се уште можеби прерано за да можеме да проектираме и во иднина, бидејќи дополнително ќе работиме и обработка на статистички податоци, официјални статистики за демографски движења на населението, природен прираст на населението, миграции, доселување и така натаму. Со овие истражувања сега можевме да забележиме тоа што е можеби највпечатливо, дека интересот за студирање на средношколците надвор од државата е речиси дуплиран, односно од 13% пред 5 години сега е зголемен на 21%, со тоа што кај тоа е просек од 3-та и 4-та година, кај 4-та година е уште повисок тој процент. Зошто е? Што велат средношколците? Па вака, ние ги прашувавме кои се причините, дали првим би студирале или не би студирале, околу 65% и тука немаме некакво поместување поголемо. 66 се поточно проценти од 3-та и 4-та година би сакале да студираат, 4-та година веќе се зголемува на 71%, што значи дека околу 30% не би студирале од средношколците. Мотивацијата главно е поврзана со перспективи и со некакви економски критериуми, а тоа се повторува и од претходното истражување од минатата година, кое што исто така го правевме во временски интервали, тоа истражување 3 пати е правено, дека економскиот фактор е клучен фактор за миграција на младите или градењето на професионална кариера надвор од државата. Кога се работи за образовна мотивација, сепак ние тука не можеме да зборуваме веднаш ад хок за трајно иселување на младите, односно тоа е само индикатор дека може да постои тенденција тоа иселување привремено, кое што би било поврзано со надополнување на образованието, односно премин од секундарно кон терцијално образование, понатаму во иднина да се придвижи кон трајно иселување, односно младите доколку претпоставка е се социјализираат во тие држави, доколку изградат доволно конекции, доколку имаат можности за вработување, тие се разбира и би останале и сериозен индикатор е како ќе ги третираме образовните политики на некои од државите. Во прв ред тука е Словенија, бидејќи ние дојдовме до заклучок дека не се работи за класична образовна политика на Словенија, туку се работи за класична демографска стратегија, а образовниот аспект е само елемент во таа демографска стратегија на Словенија да привлекува население од други држави. Сите имаат проблеми со демографските потенцијали, а младото население е она кое што ја придвижува државата и кое што обезбедува државата да има некаква перспектива, нели? И Словенија тоа го имаат решено на начин, еден од аспектите е само оваа образовна политика која што ја прават,
на начин на кој што би привлекле евентуално население, бидејќи овие образовни програми се однесуваат на државите од Југоисточна Европа, кои што се дел од Западен Балкан, со исклучок на Хрватска, и привлекуваат население буквално од бившите југословенски простори. Предпоставка е дека културолошки се блиски, процениле, правеле, предпоставувам пак анализи и сондирања пред да ги направат ваквите стратегии и тоа го реализираат во пракса, привлекувајќи студенти, а понатаму кога ќе дојдат тие студенти до трета, четврта година, веќе на добар дел од нив им се нудат и работни места и едноставно општеството е поинклузивно кога се работи за инкорпорирање на потенцијалните млади луѓе кои што доаѓаат од околните региони. Имаме реформи во образованието, но очигледно дека тие или се задоцнети или премногу политика има во нив. Според вас, каде лежи проблемот? Првин, мислам дека не се задоцнети овие реформи. Проблемот воглавно е во системскиот пристап. Системски, па би рекол и систематичен пристап кога се спроведуваат реформи. Тоа го имам потенцирано неколку пати до сега, бидејќи можеби профилот ми е таков како социолог, па малку гледам по-холистички на проблемите, не еднонасочно. Се разбира во одредени аспекти и јас би имал по-површни познавања отколку некои кои што се директно инволвирани, например, во креирање на образовни политики. Меѓутоа, од аспект на методологија на спроведување на реформи, потребни се клучни истражувања првин, нешто што јас не го гледам во јавната дебата и во јавниот дискурс. Понатаму потребна е фаза на пилот проекти. Имам одредени индикации дека паралелно се спроведуваат пилот проекти и се имплементираат реформи во образованието. Значи и тоа не е во ред. Се прават пилот проекти, па се евалуираат тие пилот проекти, па дури тогаш пристапуваме кон реформи на кој да било систем. Сега во случајот зборуваме за образовниот систем и овие фази траат, би рекол, од 5 години до една декада. Значи не можеме да зборуваме за ад-хок реформи кои што би се спровеле во рок од еден мандат, да речеме, на политички партии кои што доаѓаат на власт, тој мандат би им траел евентуално 4 години, нели, во нормални околности. Туку се потребни, би рекол, посеопфатни истражувања кои што не се врзани директно со носење на политички одлуки. Бев критичен, например, и кон процесот на реформирање пред повеќе од една декада, кога се инкорпорираше Кембридж системот. Не велам дека нема позитивни аспекти, може би има и простор за критики, меѓутоа и тогаш некако на брзина се имплементираше без да се направат подлабочени соодветни истражувања за тоа и да се направат анализи и преку јавната дебата понатаму врз база на критики низ тие фази ние да дојдеме до одредени решенија кои што се разбира не се непроменливи, меѓутоа ако зборуваме за младите, ние треба пак да имаме некаква, би рекол, пак среднорочна или долгорочна стратегија која што ќе се гради врз база на емпирија. Не врз база на теоретски познавања, никако врз база на копирање на туѓи системи. Имаме ние и добри искуства од претходниот систем и нашиот образовен систем исто така не е толку лош. Значи треба тука и да внимаваме со самокритичноста, имаме простор за тоа и се разбира, треба да дискутираме за проблеми, меѓутоа да не претераме, затоа што де факто, еве ако ја изнесов таа теза пред некое време на една од телевизиите, ако кажеме дека средното образование не е лошо, тогаш зошто универзитети надвор од државата ни привлекуваат студенти? Тие студенти се успешни. Сум разговарал, еве вака, тоа не е некаков официјален податок, колоквијално сме разговарале со колеги од Словенија, од Љубљански универзитет, и тие ми посочувале дека од топ 10 студенти кои што се на Љубљански универзитет, 5 се со потекло од Македонија. Значи, навистина имаме квалитетен систем. Или, ако кажеме дека нашиот високообразовен систем не е добар, еве имаме пример правниот факултет на студенти кои што добиле стипендии, значи не е тоа каков да било вид на запишување на универзитети, во топ 100 универзитети во светот. Значи имаме во Германија, имаме во Холандија, во други држави, така да не е толку лош системот, треба да внимаваме кон тој дел на самокритика, да не креираме стереотипи, затоа што и тоа исто така влие врз перспективите на младите и треба да се истакнуваат добрите примери. Еве би апелирал тука и на вас, на медиумите. Имаме добри примери на млади, успешни луѓе. Не е лошо понекогаш да имаме и такви приказни, а не само доминација на негативни вести и дневна политика на медиумите. Не е критика, чисто како сугестија.
Имаме проблем и со она што се вели нели миграција на населението, пред се на онаа повозрасната ги повлекуваат и своите деца. Ако пред 10 години имавме број на средношколци кои што завршуваат околу 20.000, сега бројката ми се чини дека е 15.000. Тоа се гледа и во овие 4 региони. Според вас, зошто младите упорно сакаат да се иселуваат? Ни вели дека имате корупција, немате владење на правото, имате партизирани институции. Младите тоа го сугерира уште пред 10 години. Нешто според вас се промени или во перцепцијата на младите? Па, би рекол, гледам огромна разлика во последните генерации кои што излегуваат на студенти, кои што излегуваат од нашиот факултет. Студентите не се толку врзани кон професијата за која што стегнале компетенции на образование во рамките на формалното образование, туку се многу поадаптибилни последните генерации и сакаат да работат за поголем приход. Значи, навистина, дори и тие што се тука, би сакале работат добар дел за странски компании, не странски инвестиции во Македонија, туку странски компании преку онлайн сервери, значи далечински работат во вакви компании и имаат навистина прилично високи приходи. Младите повеќе не сакаат да го губат своето време. Значи, помина тоа време кога може да работат тука за минимална плата или па дури и просечната плата веќе не е цел на нив. Барем тоа ја што можем да го согледам. И очигледно дека економскиот фактор е прв. Но се разбира политичката сигурност или несигурност во државата, константните реформи кои што понекогаш предизвикуваат какафонија во правниот систем или правниот промет и дури создаваат несигурност, повторно од аспект на владење на правото, ние можеби имаме нешто што се нарекува правна сигурност, што како во делот на аксиологијата на правото, како правна вредност е надминато уште во периодот од крајот на Втората светска војна. Денеска се зборува за еднаква дистрибуција на правдата и правда и правичност. Ние тој елемент не го задоволуваме. Имаме закони, тие закони важат, меѓутоа колку се применуваат подеднакво за сите. Не знам, во делот на рамномерниот економски развој на регионите, ние имаме во континуитет проблеми. Јас не еднаш последните 10 години ги изнесувам тие тези и сум зборувал и на меѓународни форуми и во рамките на одредени think tank организации, форуми кои што сме ги држале тука преку проекти, би рекол во овие региони, не знам, имаше еден проект кој што се однесуваше на југоисточниот плански регион и ги прашував колегите од Скопје, кои што се исто така универзитетски професори, што бара Министерството за земјоделие во Скопје. Можеби ова звучи драстично во Македонија, меѓутоа, ако сакаме да зборуваме за европски пракси, не можеме да зборуваме за максимално централизиран систем. Ние имаме минимални ингеренции на општините. Со поврат на ДДВ од 4-5, па еве ќе одиме кон 6%. Не, јас велам, ајде да зборуваме прагматично, па да тргнеме од 20% и да одиме од тука нагоре. Ако сакаме европски пракси, се повторувам многу пати, ама ќе се повторувам и понатаму во интервјуата, ајде да видиме колку од министерствата во Германија се во Берлин, колку од министерствата во Италија се во Рим. Тоа не се прави случајно, туку се прави со цел да имаме рамномерен економски развој на сите региони. Или ако знаеме дека Струмица е земјоделскиот регион, зошто да ги обременуваме луѓето со административни проблеми да одат во Скопје? Значи може тоа министерство комотно да се алоцира на друго место. Инфраструктурата веќе е значително подобрена во Македонија, од тој дел од аспект на комуникација. Може да се сервисираат ваквите дисперзии или да тргнеме од децентрализација на општините, не можат да реализираат општините развојни политики. Не зборувам за обслужување на јавната администрација, решавање на тековни проблеми, туку зборувам за развојни, сериозни политики, кај што може да зборуваме за перспективи и развој на градовите. Ја начнавте децентрализацијата, сметате дека таму е клучот и решението на сите овие проблеми? Еден од аспектите, пак ви велам, не мора да значи дека само ова е клучот за решавање, ми тоа е еден од аспектите на кој што сериозно треба да се размислува е токму тоа. Ние имаме сериозна централизација и одлив на
квалитетно младо население, се уште внатрешна силно изразена миграција од помалите градови кон Скопје. Ние сите зборуваме за надворешната миграција и тоа е многу видливо. Немаме дилема тука. И кога зборуваме за надворешната миграција, исто така и тоа сум го споменувал, се квалифицира како brain drain, дека најумните отишле, а што прават оние што останале тука, значи тие не спаѓаат во таа категорија. Имаме стереотипи. Првите кои што замина не беа високообразовани, туку беа ниско и средно квалификувана работна рака. Тоа е најпотребно денеска на Македонија. Децентрализацијата е есенцијално нужна. Значи, ако сакаме да зборуваме за рамномерен развој, или да ги приврземе младите за регионите, ама пак тие да можат да реализираат одредени нивни идеи, политики, да имаат соодветна инфраструктура, да имаат, па и на крајот, соодветни институции во кои што може да се социализираат, зборуваме дом на култура, зборуваме, не знам, дали ќе имаме базен во Штип или нема да имаме, дали ќе имаме соодветна сала, дали ќе имаме училишни спортови кои што ќе се развиваат, се е потребно финансиски средства. А општините тоа не може да си го дозволат, очигледно. И од тука децентрализацијата е нужна, би рекол, за да имаме привлекување или барем задржување делумно на младите. Само ќе се навратам на едно од првите истражувања, многу одамна го правевме 2011-12 година, го правевме помеѓу средношколци и студенти. Студентите беа од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. И исто така, уште тогаш, само на друга методологија беше правено, уште тогаш имавме прашања кои што се однесува и на нивни идни професии што преферираат, но и на прашања поврзани со внатрешна и надворешна миграција. Кај средношколците кои што исто така беа од овие региони, околу 45% се гледа во Скопје. Значи, во перспектива се гледа во Скопје. Над 40% се гледа надвор од државата, некаде околу 10 или под 10% се гледа во локалното место од кај што потекнуваат. Меѓутоа, тие беа пак пред предизвикот да го продолжат образованието на терцијално ниво и тоа влие врз некаков вид на миграција или перспективи или перцепции кои што ги градат самите тие, а се на возраст која што се уште би рекол релативно лабилна, не се сигурни кај ќе се најдат во еднина, не почнале да градат професионална кариера и слично. Кај студентите кои што се веќе посозреани личности, а кои што беа на Универзитетот Гоце Делчев, надвор државата се гледа над 40%, значи тука немавме некакво изменување. Во локалното место од кај што се потекнуваат се гледа речиси половина од нив. И под 10% се гледа во Скопје. Што ви зборува ова? Само ви кажувам, идејата ми е да ви посочам еден пример на децентрализација. Имавме децентрализација на високо образование. Таа децентрализација на високото образование предизвика студентите кои што студираат таму да ја гледаат својата иднина во локалните места од кај што потекнуваат. Тоа не е само Штип, туку е севкупно регионот од кај што доаѓаат студенти. Малку е и посликовито, еве да ги прикажеме состојбите со младите и со оние кои што завршуваат високо образование. Допред пандемијата вие баравте вашите студенти да одат некаде на пракса. Сега компаниите бараат ли, адвокатите, судовите бараат ли тие да доаѓаат на пракса? Апсолутно. Значи имаме контакти со реалниот бизнис сектор, имаме состаноци кои што држиме есента, например, имавме еден координативен состанок иницијален со невладините организации тука од Штип. Слично нешто правиме и во Струмица, па би рекол пошироко во регионот. Доколку пред пандемијата, значи тоа не е многу одамна, ние сме настојувале на некој начин да најдеме можности или да обезбедиме некакви можности за пракса на студентите, особено во погорните години, кога се пред дипломирање или што току дипломирале па се на втор циклус. И тоа сме го правиле на различни начини со цел да обезбедиме инклузивен процес. Например, имавме проекти кои што прво време ги сервисираа млади правници, потоа Сдружение на млади правници, се извинувам, потоа тука невладини организации од Штип, кои што обезбедуваа пракса, која што беше платена на самите студенти. И сме настојувале да ги подотвориме вратите за пракса. Сега веќе имаме многу примери кај што ни приоѓаат од компании, од невладин сектор, па би рекол дури од институции, кај што бараат студенти да им препорачаме, па дури и не инсистираат на положен правосуден испит,
со цел тие да бидат ангажирани, дури им се нудат и работни места. Се разбира, примањата се релативно ниски. Тие се нешто повисоки за почеток од минималната плата. А ви кажа, кај последните генерации на студенти, тој дел на примања е исклучително важен и тие во добар дел би преферирале да се преквалификуваат и да работат нешто друго за повисоки финансиски средства, отколку да работат на својата струка, иако има и оние кои што се посветени, мотивирани и дури би жртвувале дел од, би рекол, почетокот на својата кариера и би се развивале во делот на правничката пред се професија. Но правниот факултет тоа е интересно, обезбедува голем маневарски простор за работни можности. За разлика, например, од студиската програма на новинарство и односи со јавноста, која што исто така ја имаме на правниот факултет, кај што студентите буквално се насочени што би работеле, дали е тоа PR, пак е релативно широко или новинарство. Кај правните студии, навистина, делокругот на можности за вработување е можеби еден од најшироките во сите области кои што ги покрива Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Еве ги спомнавте студиите по новинарство, на секаде низ државата, на сите универзитети, минимален е бројот, дури ми се чини дека има по еден-два студенти. Таква перцепција имам барем и за овде, за Штипскиот универзитет. Зошто младите веќе не студираат новинарство? Професијата ни старе. Сериозен проблем, би рекол. Имам правено едно истражување, еден труд кој што го објавив пак пред 4-5 години можеби, и лоцирав 3 клучни проблеми кај новинарската професија. На крајот, ако се сумираат, сите тргнуваат од еден аспект кој што може сега ќе тргнеме од највисоко ниво, кој што се поврзува со можноста за комерцијализација на медиумите и непостоењето на реален медиумски пазарен простор во Македонија. Многу е мал пазарот за развој на новинарската професија, а ова повлекува друго, кое што ја прави професијата ужасно подценета. Значи, нема да бирам зборови, тоа е вистинскиот збор, кој што ја опишува. Навистина, новинарите сме правели истражувања, сме ги презентирали и вие сте биле вклучени во делот тие истражувања. Новинарите и вработените во медиумите севкупно со релативно ниски примања. Знаеме дека стандардот се подига, инфлација имаме во државата, и младите едноставно не гледаат перспектива. Она што е интересно е дека и тие малку што се запишуваат, навистина влегуваат со голем жар кон оваа професија. Тие знаат дека можеби маневарскиот простор за вработување им е тесен, но навистина барем во почетокот влегуваат со голем елан и со голем жар и посветеност на студиите. Но очигледно е дека еве и со колегите од Тето и од Скопје комуницираме, и таму се намалени броевите на запишани студенти, тоа драстично се намалени. За квалитетот исто така претпоставувам дека е намален, но она што е индикатор е пак дека интерес за студирање на новинарство немаме и на универзитетите во странство. Таму имаме зголемен интерес за студирање, дури ги детектиравме и областите во кои што би сакале да студираат надвор од државата, па и тука новинарството речиси никаде не фигурира. Што зборува за самата професија. Проблем е високиот степен на политизација, проблем е што многу од медиумите, например, медиумскиот или собственикот на медиумот гледа како на секундарна активност, значи тие има други компании кои што пак се поврзани со државата, нели државата сега не смее да се рекламира на медиумите, но преку овие компании или на членови на блиско семејство, мислам доволно ги познаваме работите, тие конкурираат на државни тендери и пак се поврзани со државата, односно со дневната политика. Висок степен на политизација, што води кон притисок врз новинарите, а тој притисок резултира со цензура и автоцензура. Не знам дали треба да споменувам примери на наши студенти кои што дипломирале и кои што имале дури и можност да стекнат пракса надвор од Македонија. Значи, не зборуваме само за тука, туку на реномирани медиуми надвор од Македонија, влегуваат во медиум со национална концесија, не локален медиум, и веднаш првите месеци се соочуваат со цензура. Не цензура текстот кој што го напишале да не им биде објавен, затоа што нели си оди на редакција и се разговара за тоа, и тие немаат искуство, нормално е да имаат сугестии, туку цензура на веќе објавен текст да се повлече.
од електронскиот сајт на самиот медиум. И целиот свет им се руши. Можете да ги разберете тие студенти кои што се идеалисти, кои што влегуваат во медиум, дури ризикуваат, ви реков, да работат дури за помали средства или да волонтираат и на крајот целиот свет да им се сруши. А имаме сериозни индикатори, имаме резултати од истражување, ова не го зборувам напамет, за висок степен на цензура и автоцензура во медиумите и таа, би рекол, финансиска независност која што не може да си обезбедат самите медиуми. И зависноста пак, тука има друг алтернативен модел на финансирање, зависноста од меѓународни проекти. Многу од вашите колеги новинари, па и ние на универзитетите тоа го правиме, аплицираме на меѓународни проекти. Многу од, можеби, погледаните емисии на националните медиуми во суштина се проекти, меѓутоа и тие проекти имаат своја агенда. Меѓутоа, треба ли да се промени самата студиска програма за да биде поатрактивна за студентите по новинарство? Ние не ги гледаме студентите во нашите редакции, а имаат редакциите побарување од студенти кои што студираат на универзитетите. Ви кажав, бројот драстично е намален. Ние имаме навистина само по неколку студенти. Редакциите самите се нудат. Дел од тие студенти патуваат, например, сега последната генерација еден студент е од Берово, другиот од Кавадарци, двајцата се вработени, кажувам примери, има уште еден или двајца, немам информации за тоа каков им е статусот, и патуваат и се враќаат. За апдейтирање и реформирање на студентските програми немам дилеми дека тоа треба континуирано го правиме. Дека треба кадровски да се доекипираме, да ги развиваме овие студентски програми, апсолутно немам дилеми ниту за тоа. Значи, има работи кои што можеме да ги правиме, меѓутоа ако истата тенденција со истата тенденција се соочува и Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и Државниот универзитет во Тетово и кај нас, очигледно дека проблемот е многу поширок, но дека ние може да придонесеме, апсолутно сум сигурен. Центарот за односи со јавноста на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, колегите кои што се таму исто така работат проекти, па се ангажираат студенти во делот на тие проектни активности. Меѓутоа, бројот на студентите е навистина мал и пак мотивацијата осцилира, не можеме, како што сме работеле во минатото, интензивно не можеме сега тоа да го правиме. А можностите за пракса, еве и вие се нудите, и вие споменавте, има и други проекти со кои што соработуваме и со медиумски, би рекол, куќи надворот од градот од Штип. Можностите им за пракса и дури платена пракса им се навистина големи, меѓутоа мотивацијата им е релативно мала, не се запишуваат. За во рок од 5 години, кои струки ќе недостасуваат во државата? Гледаме во судството недостасуваат судии, над 200 судии нема во судовите низ државата, не може веднаш да се донесе пресуда од страна на судиите, бидејќи се затрупани со предмети. Еден судија работи колку за 3 судии. Исто така и во клиничка болница немаме лекари, таму 100 луѓе имаме помалку вработени. Во новинарството нема новинари. За 5 години каква ќе ни биде ситуацијата според вас во нашава земја? Може ли да се предвиди? Не е тешко да се предвиди. Јас ви спомнав, морав тој пример да го дадам. Мислам, пред да го направиме истражувањето, односно презентацијата, тука разговаравме пред вашата канцеларија, односно пред вашето студио, се извинувам. И ви спомнав пластично за да видите за каков проблем се работи. Пластично во апсолутни бројки колку млади од една генерација од деловите само на Источна и Централна Македонија можеме да изгубиме. Од потенцијални 3500 матуранти, ние речиси 900 од една генерација ќе ги изгубиме за една година. Тоа е база на перцепции. Не мора да значи дека така и ќе се случи. Меѓутоа, ако имате зголемување од 13 на 21% или ке четврта година уште повеќе, тогаш тоа е сериозен индикатор. Проблеми ќе имаме во сите области. Пак ви велам, ние сме општество кое што може би и ги подценува луѓето и недоволно ги вреднува. Ние прво ги изгубивме ниско и средно квалификуваните луѓе, односно работна рака.
Ние ќе имаме проблеми за дистрибутери и за возачи, тоа не го дискутира никој. Имаме проблеми во градежништвото. Текстилната индустрија, нека ми се налутат ако сакаат, е индустрија која што нема иднина. Во среден долг рок веќе не гледам, во среден рок, значи кај што имате трудоинтензивна дејност, навистина е тешко вие да најдете луѓе кои што понатаму, особено од овие генерации, понатаму би работеле. Еве почнува и кај нас нешто што беше навистина чудно, а јас сум давал изјави за увоз на работна рака уште пред 10 години и навистина со чудење. Чудење ме гледа, а еве тоа е реалност во регионот први. И сега веќе почнува и кај нас да се случува. Во Србија веќе масовно, во Хрватска масовно, во Хрватска дури и во дел на јавна администрација вработуваат луѓе кои што потекнуваат од други држави. Не зборувам само од регионот, туку и од подалеку. И сосема за на крај, актуелната политичка состојба како ќе влијае? Актуелната политичка состојба е состојба на перманентна, би рекол, криза и неизвестност, нешто што понекогаш и се креира како фама. Ние имаме нешто што е зацртано и од што создаваме фетиш, а тоа е, еве да кажеме, влезот во Европската Унија, и од тоа создаваме нешто што ни станува само цел, а целта треба да ни биде да си ги подобриме условите и квалитетот на живот тука, а не некаква само цел за влез во Европската Унија, кој што е речиси невозможен, со последната нова методологија, која што беше после француската блокада, речиси е невозможно да го оствариме, да ја оствариме таа цел, бидејќи може за секој поглавје да не враќат, може дополнително да разговараме за тоа. Политичката криза влие и создава услови на несигурност. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Почитувани во прес-центарот на Мија во Штип, гостин ни беше универзитетскиот професор Страшко Стојановски од Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев.